октомври оваа година излезе во печат мојата најнова книга Великаните на македонскиот среден век, книга 1. Книгата е замислена да представува биографски преглед на најзначајните личности од македонскиот ран среден век. Насловот Великаните на македонскиот среден век е даден во смисла да потенцираме дека не се работи за обични личности, туку се работи за личности од македонскиот среден век кои што со својата величина, со својата дејност, со својата политичка, војна и културна активност го обележале македонскиот среден век и се на еднакво рамниште со останатите јужнословенски држави и наспроти Византиската империја. Во книгата се опфатени во биографски преглед, значи на научно-популарен стил 6 личности. При тоа се осврнуваме на тројца кнезови и тројца цареви на македонскиот среден век од 7 век до почетокот на 11 век. При тоа, како кнезови на македонскиот среден век ги представуваме кнезот Хацон, кнезот Акамир и кнезот Пребонд. А од царевите ги представуваме во книгава најновите податоци и најновите прегледи со представување на ликовите, со идентификување на ликовите на минијатурите од Матридскиот ракопис и Манасевиот летопис. При тоа се биографски представени цар Самуил, првиот македонски цар, цар Гаврил Радомир, неговиот син и втор македонски цар, и Јован Владислав, цар, син на Арон, братот на цар Самуил. Во првиот дел, представените тројца кнезови од македонскиот среден век, ги представуваме за да потенцираме дека тоа не се обични личности, туку се кнезови кои што во византиските извори се наречени архонти или рексови, на кои што ја прифаќале византиската врховна власт, но истовремено во текот на 7 и 8 век делувале на просторот на Македонија. Хацон бил кнез на словенските племиња во почетокот на 7 век и значајно да се истакне дека тој презел 2 опсади на градот Солун во 616 и 618 година. Кнезот Пребонд делува во втората половина на 7 век. Неговото значење е затоа што тој како кнез на ринхините, на племето ринхини, кои живееле источно од градот Солун, делувал значи помеѓу 674 година и 678 година. Значено е да се истакне дека тој правилно го проценил политичкиот момент кога арабјаните го обсадувале Цариград и планирал обсада и напад на Солун со цел да го освои Солун и да формира независна држава во Македонија, бидејќи претходно ја признавал византиската власт. Бидејќи тој слободно се шетал во Солун и кога стигнале информациите до византискиот цар дека има намера да го нападне Солун со останатите словенски племиња, струмјани, ринхини, драговити, сагудати и верзити, византискиот цар му наредил на градоначалникот на Солун да го испрати врзан во Синџири Пребонд во Цариград. Откако Пребонд бил испратен во Цариград, со своји приврзаници успеал да побегне
Тоа е приказната со преведувачот кој што знаел и словенски и грчки јазик да пребегне на имотот на преведувачот и потоа планирал да ги собере останатите словенски племиња и да го нападне Солун. Но од кога бил пронајден, византискиот цар презел безбедносни мерки како во Солун, така и во престолнината. Од кога се докажала вината на Хацон, на Пребонд, тој бил убиен. Третата личност, маркантна личност од македонскиот ран среден век, од редот на кнезовите, кои што биле почетна државна формација на македонската држава од средниот век, која што подоцна во времето на Самуил прераснува во царство, е кнезот Акамир. Тој од изворите знаеме дека кон крајот на 8 век во централна Македонија, со центар во Прилеп, се издигнало кнежеството на Берзитите, на чие чело стоел Акамир. Под Маркови кули над манастирот Свети Архангел зачуван е камен престол за кој што сметаме дека е кнежевскиот престол на Акамир. Тој бил толку моќен и неговото кнежество толку се осилило и било моќно во втората половина, значи на 8 век, при што представувала една тампон зона помеѓу Византија и Бугарија, па поради тоа бугарите намеравале да го преселат, да преземат поход и да го преселат населението во Бугарија. Но бидејќи Византија застанала на страната на Акамир, походот на бугарите бил одбиен и тој продолжи да действува во централна Македонија, при тоа признавајќи византиската врховна власт. Но во 799 година, според податоците кои ги добиваме од византиските извори, се дознава дека Акамир ја отфрли византиската власт, кога што нарекуваат архонт или принцепс, латинските извори, и се замешал во династичките борби околу престолот во Константинопол. При тоа тој приоритет му давал на брајчата Христифор и Константин, кои што биле затворени во Атина и со помош на стратегот на темата Хелада планирал да доведе на византискиот престол еден од своите претенденти. Од кога византиската царица Ирина го открила заговорот и дознала за тие негови намери, презела голем поход со своите војсководачи и го елиминирала Акамир, при тоа откако го заробила го ослепила. Значи, тоа е неговото значење како кнез на Берзитите, кој што се спротивставил на моćната Византија. Во вториот дел, така да речеме, на книгата, офатени, рековме се, тројца цареви. При тоа, во делот за цар Самуил, во биографски преглед најнапред се представени биографските податоци на цар Самуил. Познато е дека тој се оженил со Агата, представничка од византиската благородничка класа во градот Драч, и околу 974 година се оженил со неа и имал еден син, Гаврил Радомир, и од бракот со неа имал уште 4 ќерки, од кои имињата се познати само на двете, Мирослава и Косара. Во овој дел проследена е политичката и војната активност на Самуил од неговото делување заедно со неговите браќа комитополите Давид, Мојсей, Арон до 987 година по убиството на Арон, поради неговата замешаност со Византија и поради неговите стремежи да го приграби престолот. Моćниот и амбициозен Самуил го отстранил својот брат
и завладеал сам во државата. По битката кај Трајановата врата 986 година Самуил ги насочил своите војни сили на југ од Македонија со стремеж да го освои градот Солун, кој што представувал последна база, византијска база на Балканот. По смртта на Роман, титуларниот бугарски цар, кој што се наоѓал во византиската престолнина, Самуил се прогласил за цар, а подоцна, по преземањето на походот во Зета и Далмација, во потрага по сојузници, Самуил ја добил царската круна од Рим, од папата во Рим, најверојатно од папата Силвестер. За време на тој поход Самуил го сопоставува и сојузнички односи покрај со Зетското кнежество, при тоа оженувајќи го зетскиот кнез Јован Владимир за својата ќерка Косара, воспоставил сојузнички и династички контакт, врски со унгарското кралство, при што својот син Гаврил Радомир го оженил со унгарската принцеза, за која што според некои податоци имаме потврдено дека се викала Маргарита. Околу 1002 година сојузот со Унгарија, Византија со дипломатски напори го растурила и пошто македонската снаа, значи од унгарско потекло, го напуштила македонскиот владетелски двор и се вратила во Унгарија. Понатамо се проследува делот на дејноста на Самуил после 1000 година до битката кај Беласица, кога Самуил, не можејќи да го поднесе фактот дека претрпел пораз и од кога во Прилеп ги пречекал ослепените војници, добил срцев удар, а по нецел месец умрел на островот Преспа. Значајно во овој дел е да се каже дека за прв пат во македонската историографија го идентификувавме ликот на Самуил. Ликот на Самуил е представен во една минијатура, византијска минијатура од 12 век, од познатиот мадридски ракопис на Јован Скилица. Минијатурата има наслов Самуил ја венчава ќерка си за заробениот Ашот. На минијатурата над ликот на Самуил, значи личностите кои што се тројца личности представени, машки личности во левиот дел на минијатурата, има надпис, односно сигнатура на која што пишува Самуил. Значи со оваа минијатура дефинитивно на македонската јавност можеме да и соопштиме дека ликот на Самуил е идентификуван, бидејќи досега не се знаеше точно како изгледал Самуил. Понатаму на таа минијатура ги идентификуваме со споредна анализа на останатите минијатури, кои што читателите ќе ги
најдат во ова монографија, ги идентификувавме и ликовите на царицата Агата, потоа на Гаврил Радомир, синот на Самуил и идниот цар, и ликот на Јован Владислав. На минијатурата покрај младенците Мирослава и Ашот, кои што потоа се испратени да го чуваат градот Драч, кој што Самуил го освоил кон крајот на 996 или 997 година, го идентификувавме и свештеникот кој што ги венчава младенците, односно бидејќи станува збор за венчавање на владетелско семејство, можам да кажам дека го идентификувавме ликот на архиепископот Филип. И во другите минијатури вршиме идентификување на личностите од периодот на владењето на Самуил, со споредбена анализа на византиските и другите словенски избори. Значено е да се истакни дека еден подоцнежен извор од 17 век го нарекува словенски цар. Во втората фигура од редот на македонските цареви, на која што во биографски преглед се е прикажана неговата политичка и воена дејност, е Гаврил Радомир, значи рековме синот на цар Самуил, кој што по смртта на Самуил го презема престолот. Гаврил Радомир со Ирина, со Маргарита, унгарската принцеза, имал еден син од во периодот, инаку значено да се каже дека во периодот кога Маргарита како сопруга на Гаврил Радомир престојувала на македонскиот владетелски двор, таа по заострувањето од односите бремена била избркана во Унгарија. Во Унгарија го родила, значи од Гаврил Радомир, неговиот син Петар Делјан, кој што на унгарскиот двор го добил основното воспитание и култура. Царот Гаврил Радомир, уште како престолонаследник и принц, по 1002 година со втората сопруга, со Ирина, имал 5 синови и 6 черки, додека најстариот негов син, чие име не е познато од изворите, бил ослепен во 1015 година по убиството на неговиот татко од страна на неговиот братучет и подоцна иден цар Јован Владислав. Значи, дека да истакнеме дека во минијатурите на кои што го идентификувавме Самуил, го идентификуваме и ликот на Гаврил Радомир. Не само во минијатурата за венчавањето на Мирослава со Ашот, туку и во минијатурите за битката на Самуил кај Сперхи и во минијатурата Самуил го обсадува Солун. Гаврил Радомир сосема кратко владее со Македонското царство. Изворите споменуваат нецела една година, при што бил убиен за време олов од неговиот братучет Јован Владислав, кој што бил поттикнат од византиците да му се освети на Гаврил Радомир, затоа што неговиот татко го убил Арона. Третата личност од редот на македонските цареви во раниот среден век е Јован Владислав. Тој, значи, по убиството на Гаврил Радомир го презел македонскиот царски престол и започнал да владее. Тој бил оженет со Марија, која што веројатно била представничка на некое благородничко македонско семејство, и со неа имал 6 синови и 7 ќерки.
Првиот негов син Пресијан се родил околу, имаме конкретни податоци, се родил во 996 година. Тоа го дознаваме од еден словенски надпис, кирилски надпис, кој што е најден во Словачка во местото Михајловце. На надписот пишува дека во 1006 година починал Пресијан, дека кнез Пресијан, и дека бил роден во 996 година. Тоа не е еден конкретен податок за неговиот најстар син. При тоа сакаме да истакнеме дека останатите имиња на Јован Владислав биле Алусијан, Радомир, Трајан, додека шестиот син и Арон, додека шестиот син на Јован Владислав се викал Климент. Овој податок го дознаваме од дополнувањата на Михаил Деволски на историјата на Јован Скилица. Така да ова потврдува дека во македонското владетелско семејство по прифаќањето по канонизацијата на Свети Климент како заштитник на Охридско-Преспанската архиепископија, односно по 1000 година патриаршија, во македонското владетелско семејство по Свети Климент му е дадено името на шестиот син на Јован Владислав. Исто така, значено е да кажеме дека Јован Владислав го идентификуваме на две минијатури. Самуил го обсадува Солун и на минијатурата Самуил ја венчава ќерка си за заробениот Ашот. Јован Владислав, иако бил поттикнуван од византиците да го убие својот братучет Гаврил Радомир, и затоа му се освети на својот чичко Самуил за убиството на неговиот татко Арон, гаел илузии дека византискиот цар ќе ја признае неговата држава, но наскоро по убиството на царот Гаврил Радомир, византискиот цар презел опсежна офанзива против Јован Владислав, па од тие причини македонскиот цар Јован Владислав бил принуден да ја обнови Битолската тврдина, со што ја искажал својата решеност одлучно да му се спротивставува на византискиот цар Василий II. Во текот на 3-годишното владење тој му пружил силен отпор на византискиот цар, при што покрај порано воспоставените сојузнички односи на цар Самуил со Зетското кнежество и со Унгарија, успеал да воспостави сојузнички односи и со варварското племе Печенези, кои што токму во тој период, во почетокот на 11 век, ги населувале просторите на јужниот дел од Црно море, односно Црноморскиот брег, јужноруските степи, и се населувале во Влашката низина. Меѓутоа, и покрај тоа што Јован Владислав намеравал заедно со унгарците во 1017 година да ја нападне Византиската империја со цел да го оневозможи понатамошното напредување на византискиот цар во Македонија, печенезите го откажале сојузот, најверојатно затоа што Византија му понудила пари на печенезите и тие својот поход го насочиле кон Киевското кнежество. Значено да се истакне дека Јован Владислав се истакнал особено со својата борбеност, храброст и упорност и во војување против Византија и во настојување откако да ги поврати порано загубените територии. Значи, бидејќи Драч во 997 година бил освоен од Самуил, околу 1005 година
повторно паднал под византијска власт, бидејќи Самоиловиот зет Ашот со жена му Мирослава го предале градот на византискиот цар, пошто Ашот добил византијска титула патрици, додека Мирослава добила титула зости. Значи, Јован Владислав настојувал да го освои, да го поврати Драч, бидејќи со тоа имал можност да формира флота од Драч и оттаму да добие евентуална поддршка од Венеција или останати приморски држави. Неговото настојување за освоење на Драч потенцирано во изворите дека неговиот поход бил кон крајот на 1017 година и траел до февруари 1018 година. Но византиските власти, кои што сконцентрирале големи сили, војни сили во Драч, успеале во една битка да го убијат Гаврил, да го убијат Јован Владислав, со што Македонското средновековно царство изгубило еден моќен, силен и амбициозен цар, пошто државата постепено почнала да ослабува. Откако неговата сопруга, царицата Марија, го презела владетелскиот престол, иако во тој период најстариот син на царот Јован Владислав имал право да биде престолонаследник, односно да го преземе престолот, немаме доволно информации зошто не било тоа направено. Но најверојатно поради блиската врска на царицата, на вдовицата царица Марија со архиепископот Давид, под негово влијание византиските власти успеале да ја придобијат постепено со разни ветувања да го предаде царството на византиските власти.